идеме во Ландово и да се сместиме у сите еден хотел што има во Ландово. И пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. А знаеш каква коса, овако ту најуриш и ту јам букет локни овако. Ние жените секогаш умираме машки. Ама секогаш. Одговори, што тајна вечер ќе сите ги си спонтагираат таму. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процес. Сака да ви договорите, ако не може некој одговор, ако не се одржам. Тоа колку може бит навријано да причаш словенски, тоа е друга ствар, али Проживljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je točno to vaš stan. Се будиш една завајле и гледаш, се појавило едно огромно М на глата. Јака песна, образовна, чиста географија. Абе, ману е тоа, ману и све е можно. А после разбрав дека следната година академиков конечно добил венец. Али не од струшките вечери на поезијата, туку од најблиските. И така ја сега чекам на шалтер да се вратам на причава со тоа мокраќата, која пред мене една артифицијална плавуша дојде на тазе од Скопје, од некој свирипичин, од Долнодупен или може од Куратица, не ја прашав. Дојде до шалтеров и вика на сестрава: "Мори, сестро, примероков од Лајново мое, со лажичево да го земам од Кенефот или директ да си го соберам од Газов? Оти на врата на нишо не пиши." А оваа сестрава ја гледа као да добила прашање за $1.000.000 и вика: "Гледај да си го земеш директ од Газот, ич да не му ја мислиш." И у тој хаос така ја доаѓам нели на ред. Да, мокраќата, ови одма ми земаа бриз крв што требаше таму, ми даваат бројче и ми викаат: "Ке доеш по резултатите у петок меѓу 1 и 2. А лал да му е, бе, викам, кој го смисли ова зимање резултати меѓу 1 и 2? Од цел ден работа, они зимаат резултати меѓу 1 и 2. Абе, викам, замисли да работам до 5 сати у некоја фирма. Резултати јок. Замисли да работам у некоја, да кажеме, владина институција, да кажеме у Министерство за здравство. Таму се работи до 7. Која ја ќе земам резултати? Никојаш. И ја така се нервирам и ми текнуе. Викам, ова зимањево резултати меѓу 1 и 2 е сигурно усогласно со новите реформи у здравството. Нема губење работни часови. Меѓу 1 и 2 си на пауза и тогаш одиш на шалтер, нели да си земеш резултати од мокраќа. И викам, шом се мора, така се мора, викам, морам и ја да се реформирам као пациент. И јас, нели, одам у петок, тачно 1:15, се нацртуjem тамо на шалтер, нели, а оваа сестрава се задубила у тоа хартиите као ној и не ме ни регистрира. Дури после 10 минути крева глава, ја у тој момент се наведнуем вака на шалтерот, како што треба, како што смислила државата, нели сите да се наведнеме на шалтерот, и пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. Добар ден, може да ги земам резултатите од мокраќа? А она ме гледа као да сум дошол по резултати од психијатрија и ми вика не може. Ај почекав 5 минути, реков, совеста на медицинскава сестра ќе проработи, ќе ми се обрати, нели? И тогаш ми светна. Тогаш ги открив трите најголеми вистини за медицинските сестри. Под број 1. Медицинската сестра нема совест. Под број 2. Медицинската сестра реагира дури по петото викање. И под број 3. Медицинската сестра може највише да ти заврши работа у болница, али само ако сака. А оваа мојава немаше абер од сакање. И викам, се извинувам, може да ги земам резултатите, овде пише меѓу 1 до 2 дека ги давате сега 1,5. А она па ме погледнува као да гледа говно и ми вика, не може.
А зошто викам не може? Не може бе дечко зашо не се стигнати. Добро бе викам, а кога ќе стигнат? Види бе дечко, па резултатите не се пици, па сега ќе ги ставиме да се печат, па ја ќе ти кажам ќе стигнат за 15 минути. Ќе стигнат, кога ќе бидат готови и кога ќе ги донесат. Добро викам, а кој знае кога ќе ги донесат? Види дечко, некој може знае, али ја не сум таа. Па добро бе викам, зашо сте напишале тогаш дека давате резултати меѓу 1 и 2? Така бе дечко, ние даваме резултати меѓу 1 и 2, ама ако се стигнати и ако ги донесат. Кога не се стигнати и кога не се донесени, ќе си доеш следниот петок од 1 до 2. А бе викам, ова има муж дома или одамна го има пратено у Бардовци? И тама ја да отерам у 300 пички мајчини, еден позади мене пациент вака ми прави, и јас се вртам, он ми се бувна улица и ми вика: се извинувам, ова е шалтер за мокраќа? Не му викам, ова е шалтер за тренирање нерви. И он опцу се сврти и си замина. Ја тргнав по него, али оваа сестрава позади ми вика: господине, почекајте, вашите резултати туку што пристигнаа, дојдете да си ги земете на шалтер. Ако сте задоволен од нашата услуга, притиснете на црвеното копче. Ако сте делумно задоволен од нашата услуга, притиснете на жолтото копче. А ако воопшто не сте задоволен од нашата услуга, во што јас не верувам, стиснете на црвеното копче. Мрш пизда ти матер. Ги земав резултатите, искочив надвор, ги проверувам крвта, бели, црвени крвни зрнца, хемоглобин, седиментација, све уред. Тоа мокраќата чиста, кој да сум пиел варикина пред мочање. Проверувам брис од грло, од нос, нема изолирани патогени бактерии. Брис од грло, опа, тука застанав. Читам и не ми се веруе. Викам, го наебав. Ешерихија коли. Абе викам, еднаш излижав погрешен сладолед у животов и отидов јабана. Бати херојот. Шо ќе му кажам на Свети Петар горе кој ќе ме праша од шо сум рикнал? Шо ќе му кажам без живи срамотилоци бе? Свети Петре, ја рикнав од лижање сладолед. Абе, човеков ќе се утепа од смеење бе, недела дена нема да врши прием од рајот, у рајот што ќе се клешти бе. Како, од шо рикна? Викам, од лижање сладолед на кој што капеше вода од еркондишено, кој што се какаа гулабите. Ајбе, не јади гомна. Идеме во Ландово и да се сместиме у сите еден хотел што има во Ландово. И пуштам осмех како секој просечен македонски пациент. А знаеш каква коса? Овако ту најуриш и ту јам букет локни овако. Ние жените секогаш умираме машки. Ама секогаш. Што тајна вечер ќе сите ги си спонтагираат таму. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процесот. Сака да ви договорите, ако не може некој од ако не се одобрам. Тоа колку може бит напријатно да причаш словенски, тоа е друга ствар, али Проживljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je točno to vaš stan. Се будиш едне завајле и гледаш, се појавило едно огромно М на глата.